Здраво другари, здраво другарки. Еве, после не знам колку дена, 4-5 дена, пак да снимеме едно видео. Баш видов преска дека пазарот расте и да ви кажам сум изненаден од тоа што расте, затоа што информациите што ги покажам после и што ги собирам за видеови не беа толку позитивни, ама секојаш е така. Мислам, секојаш. Не секојаш, значи секојаш се гледа според леверидж и според тоа Wall Street колку сакаат да ликвидираат и како сакаат да ликвидираат коцкари. Мислам, нормално коцкари има ликвидирано, а ние да видиме што се дешава на дейли со биткоин. Ще гледате, ние се движиме помеѓу овие, дори би кажал ова ниво или можда и ова ниво, нема толкова поише, измеѓу 70.000 и 65.000 или прво ако одиме надоле 63.000, може да го кажеме. Се имаме на дейли зголемување. Тука знам дека ова пошто пред пола сат, мислам дека поштото да. Значи доди малце надоле, па сега се враќа нагоре, со тоа ликвидираат, значи и лонгови, шортови ликвидираат, тоа очигледно затоа што е маркетот таков. Само ви покажам на што мислам. Ако земеме саат време, гледайте што се дешава, значи ролер костер. Вама исто тоа се ликвидираат и лонгови шортови. Баш ќе видиме што се дешава со ликвидирањето, али е прилично интересно. Значи денеска. Интересно, нормално, затоа што ни се зголеми малце портфолиото, не малце поише. Тука гледаме исто нова на дейли, ако може да видите, имаме некој надолен тренд, ќе видиме во наредните денови дали ќе пробие, дали ќе пробие 70.000. Реално не знам што да ви кажам, значи треба да чекаме 70.000 или ја пробиеме надоле. Едно од тие сигурно ќе биде. Ја ваму ќе ставам уште една линија, затоа што пак сознаваме некоја терална формација, претпоставам ако се движиме погоре, ќе пробиваме нагоре. Терална формација би требало тоа да се дешава во иднина, ама не очекував искрено да бидам до април барем не очекувам такви некои работи, ќе покажам зошто и до април малце попосле во видеово. Але го видиме на weekly како стои биткоин. На weekly да, добро вие се линиите преска што ги повлеков. На weekly, дечки, мене ми е ова бериш на weekly. И реално ние треба да чекаме до 75.000 да пробиваме нагоре. Али добро е затоа што се држиме над 200 average, после ќе видим уште една 200 day average ова. После ќе видим уште една табела, мислам уште еден чарт ќе покажам. Тој го анализирав малце и негде тука би требало да се наоѓа дното, сега не знаме до каде ќе биде дното, некој вика дека треба да пробиеме 58 или 58 со 200 average. Треба да пробиеме, ама не мора секогаш да значи, гледате, значи они како им текне така прават со маркетот. Затоа јас сум кажал дека леверидж многу тешко со голем леверидж да се земат пари. Мислам и пред 3-4 недели имаш исто нели такво нешто со левериджот, па партал ги направија сите. Особено тие лонг што играа беа партали. Мада и лонгери тогаш ликвидираа многу. Само не се сеќавам кој ден беше пред 2 или 3 недели, така нешто беше. Али како и да е, малце се пумпаме, се надевам дека ќе одиме нагоре. Гледате и според Кендалов, се гледа дека све ликвидираат. Мислам ова е на weekly, али како и да е. На дейли ако видиме, тоа кажав и на дейли, значи гледате. Лонгови, шортови, све ликвидираат. Да видиме нашиот омилен коин. Добро, ова ми е отворено на 1 сат, значи на 1 сат, ако гледаме за вчера, како ќе му испадне од овдека. Гледате од кој нивоа. Од кој нивоа па нагоре пробиваме милион граници. Значи ова топ. Гледате, тука нормално мора да има некој пад. Затоа што и тука знам дека го имам вставено. Да. Ваму и ние можеме исто да повлечеме една линија
Само да видам како ќе му испадне ова. Како би требало трендот да се води. Вака некоја линија. Значи, за нагоре, а понатака ќе видиме, затоа што ова е на hourly и реално многу се движи брзо цената. Ние можеме да му ставиме некои како граници вамо, можеме да му ставиме каде можеме да ставиме исто така. Добро, ова сега треба ние го пробиваме 34. Ако одиме нагоре, понатака 32.8, 33.3. Имаме бајаги граници док да дојдеме на добро ниво. Али гледате ова што се дешава на маркетот, моментално денеска се качуваме нагло нагоре. Знам дека ова беше на 0.29.8, дури дое 0.30, колку дое само видам. 0.31.3 и знам дека беше околу 20% или 22% во раст за еден ден. Гледате со крипто, не оди, кој ќе експлодира нагоре, сите се радуваат после тоа. 20% уопште не е малце за да крене. И тоа не крена во долг некој период. Мислам, тоа беше некој колку? 6-7 сати го крена нагоре криптото. Да видиме на дели, затоа што ние сме нели макроинвестори, не сме на мало. Гледате. Значи, што се дешава ваму. До ова ниво, гледате, фейк аут имаме. До ова ниво ваму, ова што сум го ставил, значи оваа линија, очигледно и дека не сум ја сгрешил. Линијава до ваму, фейк аут и потоа се враќа. Ова ни е Fibonacci retracement, значи сме на најгорно ниво. Реално, ако го пробиеме, ми требало понатака после идеме на 0.374, според daily ниво. Али, гледайте го кендл, значи ова е врв еден дневен кендл. Нормално да се враќа надоле. Малку би требало да продолжиме со нагорен тренд, се надам според информациите и според трейдерите, тоест коцкарите, се надам дека ќе продолжиме нагоре. Да видиме само на weekly што се дешава. Само да смалам на weekly. Само да ги извршам овие, затоа што реално ме нервираат. На weekly не. Ја сакав овој да го извршам. На weekly гледате според Fibonacci retracement, ако гледаме, ние сме некој ниво од 0.50 до 0.19.1. 0.19.1, се надевам дека нема да паднеме на тоа ниво. Али, гледайте вамо. Значи, овако може да го гледаме некој sideways. Реално, следното ниво 0.34.1 на weekly, што би требало да го пробијаме. Вамо гледате на 0.31.8 пред 0.31.8 почна да паѓа. Така да ќе видиме, овој week би требало да биде зелен. Ќе видиме што ќе се дешава, значи до недела. До недела еден сабајле. Сега видиме нашиот Ethereum, што се дешава со Ethereum. Моментално сме на daily. Не, ние ако гледаме сега на daily, ние тука сме реално bearish, затоа што и ваму имаме тоа ниво од 2150, што не може да го пробиеме, имаме сапорт на 1780. Нема друго што да се каже, значи со Ethereum. И едино оваа линија што не ја повлечам ваму, што ни служи како некој сапорт доколку имаме пад. Немам да би требало да го напумпаме. Ја би сакал да го скинеме овој 2400 што ни е левелот, би сакал да го скинеме да одиме нагоре. Па да видиме што ќе се дешава со тоа. Затоа што ние реално имаме и една триална формација што треба да се формират на daily ниво и би требало да се вратиме во таа триална формација за да продолжиме нагоре. Понатака имаме многу левели многу резистанс левели за кинема, ама ќе видиме што ќе се дешава. Ајде да видиме на weekly, знам дека на weekly исто така имаме
триална формација. Само да смалам, да. На weekly исто би требало да се вратиме во оваа триална формација, вамо запонатаму да ги кинеме горните левели. Нели да се движиме нагоре. Ова не е сапортот и реално гледате според Fibonacci retracement имаме push down, значи на Ethereum. Само да зумирам да се види убаво. Гледате. На зумирање имаме fake out. Значи неможност на пробијање на 2150 би го кажал еден тоа ниво што треба да се пробие. Хајде да ги видиме само ликвидациите. Ликвидациите, гледате, повеќето се лонг ликвидации. Лонг 250-92 ова. Исто така лонг, знам дека вчера имаше некој пад, баш ги следев. Хајде гледате, 248 милиони лонг. Сега некој ќе се чуди, вика, зашто, како вика, може лонг да биде. Па добро луѓе, да отвориме на 30 минути, да видите што се дешава со биткоин. Гледате го ова. Како да нема лонг. Како да нема лонг. Само да го најдам од 25. Од 25 вамо. Значи прво шорт ги скратиле, овие почнува да се кладат нагоре, потоа ги кратиме лонг и очигледно дека многу лонгери има. Овакво и најверојатно вамо кога се шортале, вамо пак ги има скинато и сега пак ги кине лонгерите. Не може да се тредира, значи овој пазар е премногу волатилен. И ради тоа има и поише лонг денеска скинато. Некој каже лонг сквиз треба да има надоле. Да, ама целова е манипулација, значи квантум компјутер, како ќе му направите, така ќе прави компјутерот и така ќе се движи маркетот. Само се вратам на daily. Само да го смалиме, да си го сочувам. И сега ви покажам еден друг чарт. Гледате го чартов, ова се 200, само да ги отвориме. 200 week, значи moving average, 250, 300, 350 и 400. Како се движи биткоинот. Значи, кога видиме во bear market, под 200 week average, сме имале одлична шанса за купување, значи овде дека се гледа за купување. И исто така вамо, значи 2 пати само сме биле во рокот, испадне од 8 години, од 9 години, само 2 пати да бидеме испод 200 average. 200 week average, значи на неделно ниво, ако гледаме. Овдека ние се доближуваме, значи шо ми овакво доближување, ние негде се наближуваме кон крајот на страдањата со биткоин. Тоест со целиот криптомаркет. Сега нели нормално прво биткоин, потоа другите алткоини. Али многу падна надоле. Дури некој очекува дека ќе падне испод 58.000. Реално јас очекував да падне 58, ама еве тоа не се дешава. Мислам, сега на мене ми одговара, јас сум макроинвестор, така да не ми мења ако падне. Може ја да прикупам тогаш. Мислам, нормално ја купам нон-стоп. Не ме интересира мене, нормално гледам да направам поголем ќар. Али ова е интересно, според ова, дали сме при крајот на страдањата или не сме. Али тука ќе видиме што ќе се дешава. Гледате, на weekly се маче моментално кендалов. На биткоин така да ќе видиме што ќе се дешава понатаму. Сега в други работи ви покажам зашто и немаше многу позитивни работи. Значи, гледате вамо, White House proposes stablecoin reverse compromise as Clarity Act од drop to 44%. 44% за годорот Clarity Act. Ради стейблкоини, па немало стейблкоини да биле, па чекај, па не може они, па треба се откажат од наградите од ова. Не, нема се откажат од наградите, туку банките потоа ќе се извадат стейблкоин. Кој што си имаат сега RLUSD, Ripple USD. Кој што си имаат, така ќе се извадат и другите банки и на крај они ќе си лапат пари. Само драмење на пазарот. Гледате тоа, значи сега сме 26, 25. Вчера, завчера 44% готово нема да биде, ќе биде, не знам што
што ќе прават, тоа лудница, не знам што да кажам. И потоа денеска го имате Garden House, објаснува тука, Ripple CEO, готово 80% бесиш на Clarity Act, готово крај. Ало, од ден у ден влагаш од едни негативни информации, позитивни, па пак негативни, че ова, не знам, главата здоволи од следење на информации. И овој Трамчо више си игра буквално катастрофа. Катастрофа. Сега likely to pass by April. И сега тоа април сега го ќе идеме, готово април ќе биде. Ама и Трамчо исто им дал до април дека мора они да следат да средат Clarity Act и нели да се потпишува да биде како порегулирано криптото. За нели за овие да може да купуваат полесно институции и да расте нагоре. Ша ви кажам, драмење не видам. Еве го ова исто негативна информација. BitDeer sells entire Bitcoin stash as mining profits near record lows. Замислете ова BitDeer, мајнерска фирма и продава биткоин. Сулуда работа. Да копаш ти биткоин да го продаваш, не знам што да кажам. Гледате. Постата Massive Net Reduction 943 биткоини продале. И сега некои што следат вакви информации. Леле, кото вие продаваат, ке паѓа. Ова е февруари 22, ке паѓа, ќе на 25 ние имаме пумпај. Луда работа. Луда работа. Ова го имав отворено, мислам дека имаше едно интересно видео. Овој први такви интересни видеа. Знам дека имаше. Еве, го мислам дека ова. Excited. Не знам кој видео му беше. Знам дека подолго видео. Да. Bitcoin had a tough year and there is one man responsible for most of it. Интересно видео, да се изгледа, мислам вака за ебанција, интересно видео. Не знам кај го видов, па го отворив. За да го гледам, не го догледав цело, дека имаме милион работи за правење. Што сега ви кажам друго? Еве го ова Elon Grok CI predicts the price of XRP, Cardano and Ethereum by the end of 2026. Ова луѓе, значи AI кој ќе предвиди, ја AI не верувам особено за аналитика, мислам за нешто да ми напише, да ми направи, ми помогне за работи, да. Ама да ми прави анализа на пазар, тоа тешка работа. Нема шанси од него да очекувам анализа на пазар и да знам од пред како купам или продавам. Тоа тешко, ама има добар prediction. Вика XRP to hit $8 by 2026. $8 за мене е високо. Реално бидам, само моја анализа некоја. Исто така за Cardano, кај само видел за Cardano, ева 3.80. Ја мислам дека поише од ова. Ама ќе видиме. Мислам ова е само од AI. Секој треба да се направи некоја аналитика колку би требало да стигне некој коин. Еви кај Ethereum 10.000. Тука негде го гледам и јас. Само за едно се слагаме. Според моите аналитики, со две работи не се слагаме, со една се слагаме. Ама ќе видиме. Јас имам као сел левели, кога, затоа што нема да чекам сигурно на 10.000 дое па да продам. Или нешто дое, нели, на $5 или $6 па да продам. Значи си имам своја аналитика, од прилика која сума ќе ми испадне просечна на продавање, као што имам просечна сума на купување. Ова исто беше негативно. Знам дека има пишано, Виталик продаве Ethereum, леле, што ќе прави? Добре, што човекот не сме да продаде. Ако не доживотно, нека и чува. Голема работа, 17.000 Ethereum продал. Голема работа. Реално, дечко е милионер. Мислам, дечко е малце отиден, ама секако ми е главниот програмер. И сега продал вакво
17.000 етериум и шо го продал 17.000 која оној Том Ли зима 170.000. И шо преме? Продал 17.000. Голема работа. И одма негативни информации, готово, леле, овие распродаваат, готово, и овој продава, значи и шо продава Виталек, да и ние да продаеме. И шо се деси денеска? Пумпање на пазарот. Одлично поебување на сите што продале. Ова беше интересно. Соло биткоин майнер BEX врат 200.000. Значи ја не знам ова шо среќа треба да си. Ова среќа невидена. Соло биткоин майнер да ископа блок. Ова не знам. Господ му дал вакво среќичка. И статистика не знам колку беше таму да се земе блок или да го изграиш блокот за да добиеш награда. Таму 0,00 не знам колку таму посто за соло майнер да изгради блок. Луда работа. Немам зборови. Ово исто така со луѓе кои ќе ми кажат пример, не знаеш, вика економијата, овој нема дозволено намалување референтни каматни стапки. Само ова го читам. 400 милиарди нереализирани загуби. Толку. Според ова знам дека мора да има намалување на референтна каматна стапка. Нема шанси 400 милиарди нереализирани загуби на банки. Ки ги утепаат. 400 милиарди, бе. Ало, бе. Луда работа. Ова знам дека негде го прочитав, потоа имаше и на Binance, дека 400 милиарди се во вакво. И па нормално не се намалува референтна каматна стапка и овие се од 400 милиарди. Знам дека беа поише, бе. Може беа 700 милиарди пред година дена, така нешто беше. Ама секако, овие загуби ќе се намалуваат, нели, кога се намали референтната каматна стапка, тоа ќе се зголемат цените на бондовите. Дечки, тоа е тоа. 1,50 лудница. 1,50 време за спиење, а не за снимање видео. А мора да ја кажам информацииве и да видиме како се пумпа маркетот. Тоа е тоа, дечки. Имајте убав ден, убава вечер, зависно кој каде гледа. Поздрав!